Вице-премиерот задолжен за економски прашања Кочо Ангјушев денеска заедно со министрите за странски инвестиции за подобрување на инвестициската клима за домашни предпријатија Аднан Кјахил и Зоран Шапурик дадоа отчет за сработеното во првите 3 месеци. Ангјушев во првите 100 дена од владата на Социјалдемократскиот сојуз се сретнал со околу 250 домашни и странски компании, од нив 2/3 се странски компании заинтересирани за инвестирање во Македонија. Тој потенцираше дека приоритет на владата во наредниот период ќе биде законот за енергетика и гасификација на државата. Владата, економските мерки или нејзиното влијание во економијата не го гледа преку креирање на компании или правење на нелегална конкуренција на постојните компании, него само во 3 области. А тоа е првата област во креирање на атмосфера за економија, во креирање на законска рамка во која што ќе бидат инклузивно сите економски субјекти во државата поддржани. Тоа е значи првата рамка и првата област во која што ќе действува владата и действува веќе. Втората област во која што владата ќе действува е инфраструктурата и капиталните инвестиции. И третата област, како посебна област од капиталните инвестиции, е енергетиката. На пресконференција во владата Ангјушев истакна дека е подготвена програмата за индустријски раст и зголемување на конкурентноста на македонската економија, која, како што рече, ќе биде најавена во среда, а повеќе детали ќе бидат соопштени во четврток. Мерките кои владата ќе ги предложи ќе се однесуваат на сите економски субјекти во Македонија, односно и на странските и на домашните компании. Ќе има мерки и за малите, средните и микропредпријатијата, а ќе има и фонд наменет за бизнис акцелератори и за формирање на стартап компании по примерот на израелската економија.